Црната листа на САД и западните сојузници на бомбардирани суверени земји и урнати влади. Владата на САД ни најави дека сите противници на Охридскиот и Преспанскиот договор ќе бидат ставени на црна листа. Прашуваме, дали над 60% од македонската нација која го бойкотираше референдумот од 30 септември 2018 година, каде јасно кажавме не за Преспанскиот договор, не за НАТО и не за ЕУ, ќе се најдат на црната листа на САД. Ние се согласуваме дека Охридскиот и Преспанскиот договор се лицето на стратешките така наречени сојузници на овој умерен северџански општествено-политички систем. Договори донесени под закана на сила, воено менаџирани од западни сили и служби, хибридни војни, терористички напади, кршење на уставен поредок и договори кои се против волјата на македонската нација од двата референдума се ништовни договори. Ова за нас е лицемерие и беда на една империја во изумирање, исплашена од својата сенка, поделена од внатре, која со блефирање сака да се пазари со нови сили за нејзината улога во новиот постзападен свет. Да ги подсетиме САД, Германија, Франција и другите од западното елитно друштво. Првото бомбардирање во Европа после Втората светска војна е од страна на западните сили врз македонските градови и села во Егејска Македонија. Ние тоа не го забораваме и ви ветуваме дека ќе дојде ден кога ќе плаќате тешки репарации за нанесена материјална штета и духовна болка на македонскиот народ. Родина Македонија, Охридскиот и Преспанскиот договор ги отфрла како нецивилизацијски, насилни, спротивни на меѓународното и домашното право, донесени под закана на сила договори недостојни за 21. век.